Добро вечер, драги гледачи, моето име е Александар Бичеклицки, а ова е 28-то издание на втората сезона од Проверитас. Вечерва ќе отвориме повеќе важни теми, кои се однесуваат на односите и интеграцијата на помалите етнички групи во Република Македонија. Ќе разговараме за положбите на заедниците и поединецот, за зачување на јазикот и културниот идентитет, но за тоа како може во нашата заедничка љубов, Македонија, луѓето од различни етикуми да живеат во симбиоза, едни со други, а не едни покрај други. Од оваа причина наши вечерашни гости се Стерио Папули, председател на партијата на власите, и Раби Седрак, директор на Институтот за меѓународни стратегиски и безбедностни студии. Добро вечер и добро дојдовте во Проверитас. Посебно ми е драго што е оваков состав вечера успеав да ве соберам, да разговараме, се надевам дека ќе направиме интересна емисија која што нашите гледачи понатаму нели ќе збора долго време. Стерио, да почнеме со тебе, најмлад си можеби во студио, ама предност на помладите како велат. Ги следам често пати твоите телевизиски настапи, исто како и на другиот гостин, и од таму извадив многу повеќе работи денеска во емисијата за кои што ќе говориме. Да говориме за последниот попис, ако може. Спроведен беше во време на претходната власт. Државниот завод за статистика излезе со една бројка дека во Македонија има околу 9000 власи. Вие како човек, но и како партија, нели, на власите, излеговте со став дека оваа бројка е класично фабрикувана и на штета на влашката заедница во Македонија. Вие сметате дека има најмалку 3 пати повеќе власи во Република Македонија. Што се должи ваше тврдење, Стерио? Која е причината? Па добро, пред се благодарам на поканата. Навистина ми е чест и задоволство да, мислам, земам учество на овој подкаст. Интересна идеја вака да бидеме со од различни етнички заедници, посветиме малку внимание. Да го чуам вашето мислење, ми е интересно дали како се живее овде. Да, конкретно на прашањето да одговорам, па знаете како јас многу пати и тогаш, значи кога се одвиваше пописот, ние имавме и многу голема кампања, медиумски поддржана, телевизиска, и самата бројка од 9000 власи мислам е смешна. Да. Зошто? Затоа што јас и тогаш излегов со јасен мој став, па и сега тука ќе го кажам, значи само јас познавам 9000 директори власи, а не па бројкане на цела етничка заедница. И друга работа, мислам дека секој од нас значи познава по еден влав или по една влаинка. И затоа јас велам дека секој трети во државата има влашко потекло или секој четврти. И дополнително на тоа, значи во моментов ние се водиме околу 9000 власи, од кои што 6800 луѓе кажале дека им е мајчин јазик. И околу 2000 го говорат активно, 1700 поточно по попис го говорат влашкиот јазик. Тоа се бројките. Меѓутоа треба една работа исто така да ни биде јасна, од каде го влечам цело ова моје објаснување дека не сме ние 9000, туку сме најмалку 3 пати повеќе. Со еден интересен факт, значи првиот попис во Социјалистичка Република Македонија во склоп на СФРЈ, во средината, значи на минатиот век, вели дека на територија на Република денешна Македонија живееле околу 149.000 власи. И сега Тоа е голема бројка. И сега од 149.000 власи во 1952 година, во 2025 година, значи 75 години подоцна или колку и да се, не можам сега точно да ги земам годините, тоа се 3 генерации ако земеме. И како сега во 3 генерации, кај исчезна овие 140.000 ако ние сме сега само 9.000. Значи бројките не се поклопуваат. Сакам да кажам, од таму ги влечам овие заклучоци и мислам дека ета така треба малку да пристапиме како беше спроведен тој попис, нели, се попишуваа луѓе кои што не се резидентни граѓани на Македонија, се вршеше политички притисоци на секаде, поготово на заедниците кои што се, нели, интегрален дел од македонското општество, посебен притисок велат дека се вршено за се во корист на некои други групи етнички во Република Македонија за да добијат поголема бројка, каде што за жал можам да кажам политиката е пред припадноста, значи они преку политика ја искористуваат својата етничка заедница, не се борат за правата, како што вие го правите тоа, да речеме. Има многу или припадници на етнички заедници во Македонија кои што ја искористуваат припадноста на својата етничка заедница за да профитираат политички, а не да помогнат, нели, на самата заедница. Раби, прво да ти заблагодарам што дојде гостин што си оде во студиото. Интересни се твоите настапи, ги следам периодов, морам да признам, дури ми сугерираат и мои пријатели, вика, гледај го Раби, сега беше на Канал 5, многу интересна. Имаше, вика, информација и ме потикна да бидеш гостин. Кажи ми,
Одамна си во Република Македонија. Што беше твоето прво искуство кога дојде овде во Македонија? Што ти остава како впечаток нешто? Видите, благодарам прво за поканата. Ја кога дојдов тука беше, да кажеме, поинаква, не беше како денес. Имаше повеќе луѓе, имаше повеќе живот, имаше повеќе активности, има повеќе да кажеме акшн или повеќе акција во државата. Тоа беше во 2011-2012. И впечатокот што сум го добил, тоа до денеска уште го имам исто, е безбедност. Безбедност. Македонија е една од најбезбедносни држави во светот. Чувството на они кои значи луѓето што живеат тука не го знаат, не го разбираат тоа. Тој за мене е чудно што го слушам кога и претседателот на владата го кажува исто до последниот период дека Македонија е стабилна држава, извезува стабилност, вика. Да. Што се должи тоа? Да, а тие што живеат надвор од Македонија, што имаат, и не збориме тука само за Блиски Исток или за во Африка, или се дури во Европа, во Западна Европа. Значи, да кажем, еве Милано, например, не е безбеден град, и тоа е од 2005-та, не е нешто што е вчера се случува. И го гледаме тоа, и сега овој чувството дека можеш да одиш да се враќаш од 2 сабајле, од 3 сабајле, може жени да излегуваат, да тоа нема напади, нема вакво нешто, тоа нешто нема цена за тоа. И ова што оној кој не живеел надвор, не може да ги гледа овие мали работи. А тие овие мали работи, тие што ти прават, да кажеме, мирен и среќен. И сега, безбедноста беше една од овие работите, другото потенцијалот што има државата, затоа што нормално ако некој доаѓа од надвор, гледа работи или мали работи што тој што живее внатре не гледа дека ова може да биде да стана голем потенцијал, нормално ако да кажеме канализиран или ако е употребен во правната насока. Така да така ми беше првиот впечаток, а луѓето многу, да кажам, топол народ, не гостопримливи. Да, гостопримлив народ, секе прави од себе да ако му дојдеш на гости, да бидете срекни, да бидете комотни, да бидете нема за ништо не ви ти кажува не или не може, се ти дозволи, се ти возможува. Ама мислам тоа е не со сите, ама народот знае да проценува и да ја осети искреноста кон тој што е спроти него. И мислам дека тука е взаимна работа, е двостранична работа. Не може само да кажуваме само дека паѓа тоа само на товарот на народот или на тој што дошол. Така да е заедничко чувство. Вела дека кога нешто се гради на заемна доверба, раби тогаш е добра работата, кога веруваш еден на друг, нели? Тоа е многу добро. Да. И двајцата сте интегрирани во македонското општество. Дали Македонија е ваша татковина? Како ја чувствуваш, Раби, прво ти пак ќе прашам истерија? И сега, на разлика од ја имам друг, да кажеме, разбирање или друга дефиниција на татковината, затоа што Македонија е за мене не само некој географски регион или некоја граница или земја каде живеам, тука тоа на крај е избор. Да. Ја немам никаква, да кажеме, никој не ми форсира јас да бидам тука, и тоа е избор. А изборот е далеко по, да кажеме, силен од потеклото. И така да, кога знаете како кога одлучувате или кога направите одлука и кажете дека еве ова ќе биде мој или ја тука ќе бидам, ова е далеко посилно од некој што го наследува тоа. И затоа прашањето не е од каде си или како се чувствуваш, туку за што си или за што стоиш. Така. А јас стојам за сега, јас по идеологија и по размислување, јас сум, да кажеме, десничар суверенист. Се верувам во суверенитетот на местото каде живеам, се верувам за мојата суверенитет и на работа и на дома и така натаму. И затоа ова може немам, да кажеме, јазична алатка да го објаснувам убаво да биде јасно, туку татковината не се наследува, тоа може спротивно на многу луѓе што мислат. Ама так. Не, што ми јас одлучив, што ми е мој избор, ова сметам дека е најсилно. А ја ако верувам дека овој место треба да биде силен, треба да биде суверен и треба да работам да биде вака. И треба и јас, да кажеме, да ја создавам татковината
и јас да ја бранам татковината, и тие две работи треба да одат паралелно едно со друго. Не можеш да создаваш татковина, а без да ја браниш. А не можеш само да ја браниш без да ја создавиш, а без да се трудиш да ја имаш. И затоа тој чувство понекогаш кога луѓе се шалат или ми го кажат вака, или кога збориме на телефон, ти си поголем македонец од многу други. Затоа што јас одлучив така да е. Не сум ја земал вака бесплатно или не сум ја наследил, туку одлучив да биде вака. И затоа И да ја создаваш. треба да ја Добро. создавам и треба да се ја бранам. Така, многу добро кажано. Стерио, дали Македонија е твојата татковина? Дали ја чувствуваш како твоја татковина? Апсолутно да, ја чувствувам како своја татковина и да се надорзам на што кажа Раби тука, мислам дека многу добро објасни ако човек го слушува внимателно. Значи убаво кажува, да, по автоматизам, да речеме, ти си татковина ти е една земја, како човек, меѓутоа што придонесуваш ти и како ти се интегрираш во истото општество во твојата татковина, те прави уште повеќе да ја чувствуваш како твоја татковина или што ти придонесуваш во истата. Значи по автоматизам многу луѓе имаат своја татковина, меѓутоа не доволно прават или да речам на еден начин, хајде џабе кажува дека е нивна татковина доколку хибернираат во истата таа и Или не работат придонесуваат против неа. никако. Или работат против неа, нели? Или работат против неа. Имавме пример таков 6-7 години назад, нели, продада име, може да замислите како ни беше нели во тој период. Да, ние имаме случаи на многу луѓе кои што работат против оваа татковина и еве јас и како представник на помалу бројна етничка заедница, односно автохтона заедница тука на Балканот, на овие простори. Секогаш живеете тука. Од секогаш живееме Сте тука. дојдени тоа, викам. Значи, покрај тоа што ја чувствуваме Македонија како татковина, од тој аспект и од овој аспект кој што се го спомна Раби пред малку, мислам дека и многу придонесовме историски низ годините за да докажеме дека еве Македонија е нашата татковина и никого не сакам да јас качувам или симнувам на општественото скалило, меѓутоа властите значително многу повеќе дадоа на оваа татковина споредувајќи со било кој друг би рекол. Да, тргајќи па не да одиме толку далеку во историјата од Илинденското восстание, во манифестот се спомнати властите, сите други етнички заедници. Кој имаме Пито Гули, нели, најпознатиот војвода кој што и го бранил Крушево последен, кој што или главата ја дал, рекол јас. Домот не го оставам, семејството не го оставам. Кога збориме за историја, маца се вратиме назад. Стерио, во една прилика имаше изјавено дека правата на властите кои што се загарантирани со Букурештскиот договор, види кој парадокс, нели, Букурештки договор, не се почитуваат од ниедна земја потписник на договорот, но затоа пак во Македонија истите целосно се спроведуваат. Од ова можам да заклучам дека македонците и властите се најголеми губитници од Букурешткиот договор. Практично ништо не е испочитувано таму, нели, за македонците во Букурешт, што е. Дали сметаш дека тоа е главната причина која што македонците и властите во Република Македонија негуваат толку блиски односи, се интегрирани едни помеѓу други? Една од главните причини е таа и значи на 10 август 1913 година кога заврши втората Балканска војна, се заклучи тој Букурештки мировен договор, каде што при тоа се согласија сите, значи сојузници, да речам, кои што го потпишаа тој договор, дека на влашката етничка заедница или куцо власи во тој период, ќе им се даде, на француски е пишуван, мислам, целиот Букурештки мировен договор, и кажува дека ќе им се даде културна автономија со изградба на своји училишта, цркви и учење на својот јазик во сите овие држави каде што живеат властите како хетерогено население, а не хомогено. Так. Што значи тоа? Тие не живеат во една земја конкретно, меѓутоа живеат во сите балкански земји кои што после Букурешткиот мировен договор формираат своји национални држави. И ниедна од овие држави не го испочитува тоа, туку повеќе се насочи кон формирање на сопственото државничко национално ткиво. Тоа е околу влашката етничка заедница. И многу народи практично кои што не беа дефинирани како народи пред Првата светска војна им се разбуди она национално чувство да се создаваат и да се прават народ на штета на другите помали заедници, нели, од тој период. Апсолутно. Практично и бугарите не се дефинирани тогаш како нација, уште србите, сите останати кои што И македонците во истиот тој контекст, значи затоа што не им се дозволи да направат на еден начин своја, значи, нели, матична држава, го и беа раселени низ балканските држави и секаде низ светот, нели? И така стигаме до една ситуација, една симбиоза од денешните македонци и денешните власти да се соочат со би рекол слични проблеми во тој период каде што не може да го изградат своето национално чувство, своето национално ткиво, да речам еден народ кој што би ги ужило сите оние права со кои што може да го негува за да стане модерен на еден начин. Јас велам дека властите на Балканот поготово се буквално мостови помеѓу народите.
И тоа треба така да го сватиме, дека бидејќи во секоја држава има заедница влашка која што нели е на квалитетна, би рекол, во целиот регион, кој што едни со други може многу да нам помогнат. Јас само ќе додадам на сето ова, значи Крсте Петков Мисирков во Македонските работи многу убаво кажува, цитат: најарни и најдобри треба да ни бидат односите со властите. Нашите интереси никаде не се пресретнуваат со влашките. Значи што сака да каже човекот 1902 година, кога е за Македонските работи, нели? Еден врвен интелектуалец на своето време го согледува проблемот и во еден пасус посветува на влашката етничка заедница, што значи многу добро кажано и многу убаво скоцкано. Книга која што се вика за Македонските работи. Да, а книгата се вика Штампана од Загреб, нели, многу за Македонските интересно. Раби, си човек кој што е баги прошетан по светот, видел се и се што, нели, во својот живот, си било многу држави и си видел како сето тоа изгледа. Дали сметаш дека помалите етнички групи во Македонија ги уживаат сите права на културно ниво, на јазик, кои што им се загарантирани и суставот? Што вели твоето искуство? Види, сега моје искуство и тука може малку да оди спротивно. Тука на Ако да тука треба различи, да имаме ставови. Јас моето разбирање за нација и за градиње држава е сосема различно од како тоа е гледано во Балкан. Значи, јас лично верувам дека најубавиот модел, изборувам модел, не зборувам на политичка партија што влада, е американскиот модел, за мене лично зборувам. Зошто? Тие луѓе што одлучиле да одат во Америка и да прават од Америка своја татковина, што тоа е многу блиско и слично на тоа што јас тука го доживувам и го чувствувам. Од другата страна, да одговорам на прашанието, ја ниту во една друга држава не сум видел број на театри за другите, да кажеме, етнички групи, фестивали за манифестации, музички манифестација за други групи, школи каде учат мајчин јазик на другите групи, значи како што има за турски, како што има за албански, како што има за македонски, сигурно има и за срби, како што има канали на телевизија со различни програми за различни јазици. И сето, значи, сакав да кажам дека кој сака да зборува турски, кој сака да практикува или да оди да гледа некој уметничко, да кажеме, песна или во театар, драма на турски, има таква можност, ако сака на албански, има таква можност. Во школо, во основно школо, сака да учи со овој јазик може, овој јазик може, овој јазик може. Така да не можам да спорам тука и некој да кажува дека нема, затоа што Македонија е една од ретки држави што нуди и пружи вакви можности на луѓето. Но од другата страна, diversity или разликата помеѓу луѓето. Ова треба да се гледа, сега во моите очи, како стратегиска позиција и како сила, не како слабост. Ке одиме понатамо зошто го гледат луѓето како слабост. Тоа е се за политичките цели, исто како спомнавте кога беше време и на референдум и на тоа, за да може да злоупотребуваат вакви моменти за освојување на гласови и приказни што, да кажам, стварно се веќе минато тој тоа. Да, живеат во минатото заглавени, јас би рекол, дека политичари 100 години назад што тидени, што не е во ред тоа. И сакав да кажам, така да ова треба да биде како сила, не како слабост. А за да може да биде сила, ја треба тука да не го нарекувам како права за власи, или права за албанци, или права за турци, или права за македонци. Ја би го нарекувал тоа чувство за припадност. А чувството на припадност доаѓа од каде, според мојот мислење? Доаѓа од еднаква прилика или еднаква можност. Кога има еднаква можност. Сега денеска гледам фудбал. Ја не се разбирам во фудбал, ама гледам фудбал. Во фудбал, верувам и сум убеден дека не се сите од истата етничка припадност. Така, победуваат. Или не, ракомет и кошарка, мислам дека сме многу, сигурно има и други и победуваат. И сега, кога се добива еднаква можност да се учествува во еден, например, за ракомет или во некој тим што игра дури шах, и победуваат и прават резултат, тука се града таа довербата. И кога се прават резултат, добиват пехарот. И тука сами ке се гордеат дека припаѓаат на овој тим. И за можам ова да го правам,
треба малце да баталам овие муабети дека нема никој што нема права. Значи сите се согласуваат и сите етнички групи се согласуваат во Македонија дека сакаат подобар живот, сакаат добра плата, сакаат добри услови да имат и сакаат воздух убаво да го дишат и активности за деца да ги прават. И затоа да, Македонија е една од ретки земји што нуди вакви работи на луѓето, што тоа го нема никаде друго и не познавам друга земја што има вакво нешто, нито во Блиски Исток, а исто време мислам дека треба да баталиме овие приказните со права и не со права и да се гледаме како може да се подобрува животот, затоа што ако сме паметни и малце итери, ова може да се трансформира во некаква стратегиска, да кажеме, позиција и леверидж, што може да добиеме многу позитивни работи од тоа. Место да живееме во минатото, тоа сакам да ви Само кажам. видите, Раби, еден многу интерес, пополно се согласувам со вас, кај нас фабричката грешка е направена кога е донесен уставот од 1991 година. Го правеа пар луѓе фрчковски компанија и не е ни граѓански, не е ни национален устав и затоа не беше формирана таа приказна со македонска нација, каде што сите што живеат во Македонија ќе се чувствуваат нели како македонци од влашко етничко потекло, од албанско етничко потекло, меѓутоа како американците, нели сите се американци во Америка, апсолутно се согласувам со тебе и многу е смешно во 2026 година се согласувам и тоа со тебе некој политичар во Македонија место да се бави со правата, дали зашто немаат канализација, зашто немаат плата тие луѓе, тој излегува на телевизија, држи пресконференција, вика како тоа Safe City само албанците ги сопира и зашто на албански не стигнува казната. Мислам луѓе во 2026 година. Не можам да го разберам тоа, искрен да видам вака. Имам нешто, баш сакав да додавам нешто такво врзано со уставот. Дефинитивно сте во право. Значи уставот како беше создаден тогаш, пак тоа мојот лично мислење, има сигурно професори по уставно право што може да коментират ова. Уставот на Македонија е создавен на еден начин да создава проблеми после 30 години. Не е создавен на начин што може да дава услови за напредок. И сега доказот на тоа ќе ви кажам еден fun fact, многу смешен. Уставот на САД, што јас го сметам како најдемократски, најдобар. Библија или како, значи нема боли од него. Уставот на САД содржува целосно, вкупно, со сите амандманите, околу 7600 зборови, што регулира тогаш 90 милиони граѓани. Уставот на Македонија содржува 15.000 зборови без амандмани. Дупло повеќе. За да регулира ни 2 милиони. Но интересна брека ова, браво. Уставот произлегува од него законите. Законите произлегуваат од нив. Сега може сгрешам на македонски го кажувам acts, laws, bylaws, сите ова одат па натаму, што се направени на еден начин да ги комплицират работите, а не да ги олеснуват работите. И сега, САД тогаш си го направи уставот, се имале проблем во минатото. Значи, првата држава што ја признава Соединети американските држави, обратно на сите што мислат дека Франција, беше Мароко. Мароко, така. Да, Мароко. И имаше проблем, САД сака да се признава, имаше многу држави таму, нели, различни држави, и имале потреба да, не знаат како да го стават овој устав убаво што они го цртале, што они го напишале, да како да го стават во сила и да биде binding, како се вика, да биде наметнат или да биде имплементират на држави. Сега ние имате измислено US Marshals во Америка, што сега на време, сега тоа многу одамна, нели требаше да има како суд или како судија што може федерално да регулира и да делува. И го има, ви кажам, они да, изгубиле многу, имаше многу жртви, имаше многу се, ама создаделе нешто што до ден денеска истата таа книга владе 330 или 320 милиони народи. Тоа сакам И се да подобро и подобро е. Ако е пред 200 години Јас сметам дека подобро. подобро, може други не се согласуваат, ама резултати и бројките на крај тие зборуваат ништо друго. Певаше го кажав тоа 7.000 зборови, македонски 15.000 зборови за помалку од 2 милиони. Значи проблемот е во самото правење на уставот. Некој го прави за да не функционира добро и да
продуцира можеби вакви ситуации како што имаме состојби. Хајде да се вратиме малце на Балканов, оде нели интересна приказна секогаш што кога ќе спомнам Балкана за нешто интересно, дали за политика, дали за спорт, посебно сме интересни. Што мислиш, Терио, каде се има власти на Балканот и какви се нивните права во нашите соседни држави? Ги имаат ли правата како овде што ги имаат во Македонија? Знам дека има голема влашка заедница и во Србија, и во Бугарија, Хрватска. Каде нема ствари? Албанија, јужниот дел на Албанија практично се секој вторе од влашко потекло, нели Грција, да не зборам целиот Балкан. Имаат ли права како кај нас во Македонија? Дали им се загарантирани како кај нас со устав? Да се надоврзам на тоа што го кажа Раби, јас држава како Македонија со толку многу права да уживаат помали или помалку бројни етнички заедници немам видено и мислам дека Македонија е пример како треба да се негуваат етничките заедници во регионов или во Европа. Инаку да се навратам на прашањето, на Балканов највеќе власи има во Грција, меѓутоа немаат право да се искажуваат како власи на попис на државата, односно тие се водени како Елино-Влахос или дел од грчкиот народ. Грковласи ги викаат, нели? Грковласи, да. И бројка официјална нема. Нашите претпоставки дека се негде околу половина милион, отприлика, со потекло денеска, меѓутоа да речам на почетокот на 18 век во Грција имаше околу 2 милиона власи. По претпоставките сега на влашките здруженија таму. Во исто време, тука во Македонија нели има, во Албанија, многу ми е драго што го знаеш тоа, што во јужниот дел на Албанија, под Тирана надолу, Корча и Саранда конкретно, тие два града, посебно Корча, има највеќе власи. Да, сум бил таму, изгледаат како нас, како овде, исто изгледаат, исти табијат, имаат исти вакви работи, многу слични сме. Еве, например, на мајка ми, таткото, таму води потекло, значи од Јужна Албанија, конкретно од Корча. Значи прадедо ми. Што се однесува на тоа колку права имаат и во Албанија, и таму не ги уживаат правата како што ги уживаме ние, влезени се во устав, меѓутоа не на овој начин како што сме влезени ние. Во Србија е многу мал делот и се наоѓаат околу Белград, Нови Сад и источна Србија во Тимокрајна. Во по границата ви каде Да, по границата се. Во Бугарија се во Софија и во Велинград и многу мал дел во Видин. Многу мал број се таму и нормално голема бројка има во Романија со миграцијата после Букурешкиот мировен договор и онаа размена на популации помеѓу Османлиската империја, Грција и Романија. Најголем дел од властите се во Букурешт, Констанца, Тулча, Калараш, овие градови и Темишвар, овие градови имаат најголема концентрација и повторно, значи не ги уживаат овие права, не им се загарантирани сустав како кај нас, но се водат како дел од сите овие народи на државите што ги набројав и не може да ги бараат и не ги, мислам, во практична реализација не ги добиваат. Во исто време добиваат одреден број на фондови, но повторно ќе речам, има многу простор за напредок и може само да учат од тоа како Македонија не негува нас тука. Има една теорија која што вели дека Темишвар е градот каде што почна падот на железната завеса, со оние протести, нели, кога уби еден свештеник, мислам дека беше, и дека протестите практично во Темишвар ги почнаа баш токму власите и унгарците кои што живеат на тој период, па падна, нели, Чаушеску, па падна Берлинскиот зид, па сите тоа како домино ефект почна после целата таа приказна се случува. Тоа е многу интересна приказна. Вела дека има таква теорија дека Темишвар е тој што го ја турна вика железната завеса, таму почна се вика градот. На романски викаат завршетокот на комунизмот или почетокот на демократијата во Романија и баш значи Темишвар е многу интересен град, мултикултурен, срби, унгарци, романци, влаши, значи сите да би рекол етнички заедници живеат во една многу интересна кохезија и повторно тоа што го кажа Раби, значи таму не се гледа онаа етничка припадност на секој еден граѓанин, меѓутоа доаѓа меритократијата. А и да се надоврзам на сето тоа, повторно ќе речам, меритократијата тука кај нас треба да биде the ultimate goal. Значи, крајната цел на ова наше општество е баш тоа. Значи, меритократијата каде што секој еден ќе може своите квалитети и способности да ги мери со другиот. Односно, и овој акцијски план, за кој што ќе зборува малку подоцна, за унапредување и заштита на етничките заедници, кој што по некоја случајност, баш вчера во клубот на пратеници го разговаравме и го дебатиравме, посочува токму на тоа. Браво. Ајде, многу ми е драго кога слушам вака луѓе со каква љубов говорат за местото каде што живееме. Раби,
Понаа несрекна изјава на Пендаровски дека ако тој не е председател, би се иселил од Македонија, вие велите, ќе ве цитирам, па што ако сте председател, зошто да не се иселите од Македонија да бидете како на пример Наполеон Бонапарта, император во екзил? То би било ако го земете Димитров со вас. Што ве натера да реагирате на ваков начин? Јас убив од смење кога прочитав тоа, ама длабоко суштина и вистина има во ова што е кажано. Видете, разбирањето, значи моето разбирање за политиката, за држава, за татковина, за овие работи е сосема различна, тотално различна од вашето или од разбирањето на луѓето во Балкан. Прво, јас гледам кога човек е функционер, дали председател, дали премиер, дали пратеник, дали било што, дали директор на институција, јас го гледам како одговорност. А луѓето тука го гледат како позиција што стигна тамо за да позиција. Треба да се враќаме многу наназад во историјата, ама не сакам да губам време искрено во минатото, ама гледајте, луѓето кога стигнат до одредена позиција, они ја рачунат како привилегија, а не како одговорност. Јас ќе се ја гледам како одговорност, а не како привилегија, ја гледам како товар. Добро кажано. И сега, одговорноста тука, ова доаѓа преко пораки. Пораките се преко дела, не преко зборови. И сега ќе морам да ви правам една паралела, малце една многу проста вака. Еве ја, на пример, многу работам повеќе од 10 или 11 сати на ден. Исто дома, исто моја сопруга, исто. Значи, сакав да кажам, немаме можност да се враќаме дома да се правиш ручек. И сега, понекогаш купуваш готов ручек. Ама ја ако на син ми или на децава им покажам секој ден дека јас купувам готов ручек, ќе се создаде кај него дека ние купуваме готов ручек. Ма ја го купувам ручек, го ставам во тава, и дури да глумам 5 минути дека го готвам, и да го ставам во таниерот. Пораката што ја давам на детето, дека се враќаме од работа и си го спремаме ручекот. Сите ќе кажат исто е, ама не е исто. Детето нема осет за време. И он гледа дека еве родителите готват ручекот, тоа значи треба да се готви ручек после работа. Тука праќам порака. Паралелата зошто ја правам вака? Не може да се дозволи ни председател, ни министер, ни никој да кажува да излегува од кај него вакво нешто, ма не ни на шала. Да. Значи, вие да сте председателе, да кажувате дека и јас да не бев председател би се заминал од држава, и ако сте кажале дека да не сум председател би заминал, ова е знак и порака на откажението. Дека човек што се откажува од ова. Сега, од другата страна, не би навлегол тука, затоа што да ако гледаме, еве се резултатот на овие минатите 6 или 7 години, што ние стигнувавме државата во ова. И сега, ја ги немам бројки на памет, не ги знам, треба да одворам да видам. Ама, ниту во здравство, ниту во образование, ниту ништо, ниту во напредок, ниту во инновација, ниту во ништо. Ние единствено што беше е продажбата на алкохол после 7 вечер. Барам ако ти дојдат гости дома, можеш да одиш да купиш од кооперација или од продавница некој пиво да го ставиш. Да, и Бујар Османи што ги менјаше знаците во Берово делчко, каде што живеат чисто македонци, тоа беше вака. Министерот за надворешни. Сакам да кажам дека ироничен сум, го кажам како на шала, затоа што не гледав никаква предобивка. А не може да бидат да нешто, на пример, ако прошлата влада си има работено на нешто, па после заминаре, дојде нова влада, па таа нова влада го одвара и го рекламира или го кажува како е тоа мојот достигнување. Значи, се во политика треба години на тоа. И затоа јас секогаш кажувам и го кажав неколку пати кога зборувам. Ни председателот на држава, ни премиерот на држава, ни било кој е задолжен да излегува секој ден да се оправдува неговите акции, што прави и што не прави. Значи, има програма, има дали планови или проекти, како да ги викаме, има вид од одитинг или од ревизија што се прави секој 3 месеци или секој 6 месеци и се гледат на крај резултатите. Никој не е задолжен да ја објаснува. Затоа јас, така кога го кажав, беше саркастично, ама тоа е порака, да кажам, дека е одговорност. И штом некој тоа кажува, тогаш јас што ќе прават другите? И гледавме резултатот на тоа, бројот на населението во Македонија, направите споредба, гледате. А порано оделе, да кажеме, работната сила одела од Македонија, еве седела тука мозочната сила. И сега и мозочната сила се одат.
Вела дека секој ден во времето на владењето претходно на Социјалдемократскиот сојуз, дека секој ден од Македонија се иселувале 2 автобуси со луѓе во тие 7 години. Секој ден, буквално тоа се 100 луѓе дневно. Секој ден, без оглед дали се македонци, албанци, од целата таа работа, но тоа придонела политиката, нели, која што беше многу лоша и погубна за сите во тој период. Јас сигурно би се согласиле со мене за ова. Ако може да се надоврзам на ова што го кажуваш, ние во 2023 година група на млади луѓе направивме едно истражување со Western Foundation for Democracy, значи британската фондација за демократија, и дојдовме до заклучок, вика вака, секој 6-ти млад човек од државата се иселува. Значи 6 од 10 млади луѓе се иселуваат од државата. Тоа е Тоа жално. беше така крај на 2023. А тоа беше, мислам дека го земавме периодот помеѓу последните 3 години, така нешто, ако не се лажам. Да, ма извинени, ама видите вака, затоа што имаше, значи се требаше со врски тоа да се прави. Ја, например, не ме интересира докторот што ќе ме оперира мене, дали е туршин или дали е албанец, дали е влав или влас, дали е, како се вика, бошњак или дали... Не ме интересира доктор што знае да се оперира. И тој не е справа. И да се вратиме на меритократијата што кога зборувавте пред малку. Тоа не е најголемиот проблем. Треба да се дели државата и тоа јас тоа што сакав да го кажам, не да се дели, да се категоризира или да кажеме, само на 2 категории. Не на 5, 6, 7, тоа, способен и неспособен. Толку, значи simple as that, не, способен и неспособен, тој што способен ќе се фати работата да работи. Тој што неспособен ќе му најдеме нешто да прави. Нема да го оставиме така да. Способен и неспособен, доставајќи со ова, тој треба да се вработи таму затоа што он е влад, што бе дали е доктор или не е способен, Баш вчера да се надврзам многу го зборував ова кога го правевме акцијскиот план и дадов еден пример како ние тоа, значи да го практично да биде акцијскиот план, значи да не биде погубен, да не го донесеме џабе, туку да го донесеме со резултати конкретни. И дадов еден пример. Не може ние поради тоа што сме некоја големина на бројка да управуваме со нешто. Да ви давам пример, не може сега ние се собравме 30% власи у центар, да речеме тука, у општинава центар, и сега ние ука-бука ние ќе правиме што сакаме. Значи не. Тоа само од друга страна стерио еден интересен феномен, би го кажал. Тоа често пати ти знаеш да го кажеш. Велиш, многу пати дел од властите го кријат своето потекло овде во Македонија. Зошто сметаш дека тоа така? Зошто го кријат? За се тоа што го зборевме претходно? Да, мислам дека за се тоа што го зборевме претходно, тоа е многу добро и интересно прашање. Ние многу пати сме го разговарали внатрешно во заедницата, и јас и со повозрастните често пати го разговарам и мислам дека тоа е еден вид на низ годините се случи еден вид на срам, да речам, од искажување на своето национална етничка припадност и во исто време тој срам е подкрепен, да речам, со еден начин на интегрирање во македонското општество подобро, односно ако си нешто, односно различноста да се гледаше како минус, а не како придобивка, не како плюс. И сега не се работеше доволно на тоа, значи интеграцијата да биде како во македонското општество сите сме еднакви или доаѓаме на еднакво ниво и нормално. Оние шали, би рекол, зајабанци на зафрканци на сметка на властите, нели, и тие игра улога. Јас знам најмалку 200 вицови. Јас сами ја знам многу вицови, меѓутоа тие има голема улога во креирањето на јавното мислење кај влашката етничка заедница. Јас ќе се земам само за пример. 100 пати повторена лага станува вистина. Тоа Гебелс го правил, почнал од него. Точно. 100 пати ќе кажи. Што значи, мислам дека од таму доаѓа и во исто време незнаењето или неинформираноста на јавното мислење на народот, на луѓето кои што живеат во Македонија околу властите. Значи, многу малку луѓе знаат конкретно изворно што властите представуваат во оваа држава и мислам дека на тоа треба да се работи. Они се, како би кажала јас, дел од македонското општество, интегрален, еден од ретките помали групи етнички кои што се интегрален дел од македонското општество и кои што се прифатени како такви. И буквално ти кажувам историски назад, кога ќе видиш, постоела од секоја симбиоза една приказна на сите овде кои што живееле, вклучително и албанците. Го споменавме Илинденското восстание, значи тој манифест Илинденското восстание, практично секој 5-6 што учествувал бил од албанско потекло, да речеме, кој нели ја бранел Македонија во тој период и сега него ќе ви дојде во 2026 ќе ви рече пак да се вратам зашто Safe City не е на албански,
или зашто ова не или она не, а живее тука 700-800 години и се разбира или на министерката што ја правеа за образование, мислам, тоа Тоа е ефтин популизам. ефтин популизам, нели? И тоа мој колега новинар, не личи, нели? Не баш големината ќе ми биде како новинар ако те прашам на твојот јазик. Или на твојот, така ќе бидам поголем јас. Од тоа. Ама Јас апсолутно над се кажувам секогаш во секој мој излегување јавно. Значи ние над и пред се сме македонци. Сите сме тука македонци, а после тоа сме етнички што сакаме. Да. Тоа можеме да го дискутираме и да го тираме. Впрочем, еве јас ќе кажам чист пример кај влашката заедница, за сакам јавноста да го знае тоа. Ние измеѓу нас себе си се нарекуваме во влашкиот език, не постои терминот влав. Тоа е измислен пример од германските научници, ние измеѓу себе се викаме Македони. Значи Армин Македони. Значи ние измеѓу нас се викаме македонци. Така. Значи сакам да кажам, пред се и над се македонци, затоа што од тука потекнува, а после тоа секој по своја етничка заедница што сака може да биде. Да, и она што баш што го кажа и Раби по симбиоза е мовето дека треба да направиш нешто да ја сакаш, нели? Не е битно кој си, битно е да се чувствуваш дека си. Да, ама Нели? треба да стигне до позицијата што ја сака, не заради он дека е влав, ама заради он е добар во тоа што го прави. Е тоа што пробува да го кажува, тоа што сите треба, значи ова највеќе искрено што ги еритира општеството луѓето тука. Дека треба да се прими тоа затоа што он еве е македонец. А не А дека- тамо нема македонци, а он мора да биде македонец, мора да биде таму. Или тој дека е албанец, или тој дека е влав, или тој дека е босанец, или било што. Па Не треба има да една биде. глупава работа што се вика рамковен договор овде која што е од 2001 година кој што одамна времето ја прегазгала и кој што не треба да се користи во Македонија. Тоа е таа грешка да мора по некој етнички клуч некој да биде на некое место запаслен. И тука го губиме Раби квалитетот ние како држава. Мозоците тука ни бегаат, луѓето кои ќе рече чекај па сега јас сум учел сум завршил, зашо овој што бил најслаб студент со мене во генерација, само заради тоа што е нешто друго. А што беше рамковниот договор? Па политички договор за привремен, мене ако ме прашаш рамковниот договор е политички договор за привремено смирување на немирите кои што беа во Македонија. Ама што се подразбира тоа Во него се подразбира, се уредуваат условно кажано правата на малцинствата во Македонија, тоест најмногу на албанското етничко малцинство од 2001 година кога заврши оној воен конфликт и во кој што се определуваат нели дека баш ова што ти го кажувам по клуч треба да се запослуваат луѓе, дека јазикот треба таму да се употреба и така натаму. Ама нели тоа го укини премиерот Зоран Заев кога направи едно опчество за сите и овозможува тогаш сите да влагат во партија и да нема таму и да има нели во партија кај него има и босњаци, има влавци, има албанци и они исто се земеле позиции во влада и он рече на телевизија тогаш дека од овој ден веќе има едно опчество за сите и сега сите ќе бидат исти. Тогаш што и корист имам ја фајде од тоа. Да, видиш добра теорија ова и ќе употребам негде и управо си Зоран Заев тој што го Јако, на некој начин го девалвираше. Една од работите на придобивките на премиерот Зоран Заев што и направи дека го укине тоа и овозможува сите да бидат да кажеме дел од работните позиции од тоа. Сега дали беше базирано тоа на способноста и меритократија или не знам затоа што ја не бев дел од ова. Инако е добра идеја што може еве да се води понатамо така. Јас не се сеќавам на нешто добро што направи Зоран Заев, искрен да бидам 35 години, ја следам политиката, бев долго време и активен во политика и портпарол. Да ви кажам искрено, жал ми ова што се случува во опозицијата во моментот во Македонија. Зашто ви го зборам жал? Ако немаш добра опозиција, треба да биде коректор на власта за да оди државата напред. Но јас бев долг период и портпарол на ВМРО ДПМН и денеска последниот 2-3 месеци кога ги гледам овие соопштенија што ги слушаме од СДСМ, јас како портпарол не би знаел што да им одговорам. Не ги разбирам што зборат, што пишуваат српски свет, руски свет, па овој, па оној, па овој било, значи во некој свој свет живеат, во некој свој филм, не ги разбирам. Глобалисти се. Да, не се ни глобалисти, не знам што се искрено. Регионалисти. Да. Ајде да напуштиме малце Македонија, Балканов, да говориме за светска политика, нешто што е многу интересно са нели во периодов. Во Македонија како велат, сите сме спортски селектори и сите сме добри политички аналитичари кога се прави муавет нели за меѓународна политика, таа е многу покомплексна работа. Раби, ти си директор на Институтот за меѓународни стратегиски и безбедностни студии. Да. Со што се занимава овој институт? Кој е целта? Која е моја целта на институтот? Зошто е формиран? Што работи? Институтот се води или да кажеме се занимава со стратегиски анализи
безбедносни и геополитички. Што е фајде, што има корист од тоа? Сега, вака, долго време Македонија нема, да кажеме прво, еден собир на експертизи во аспектот, сакам да кажам, нека ние имаме, анализите ги правиме со одредена методологија и тоа, сакав, пак кога спомневте не за референдум, како се вика ова за броење на луѓето, за пописот и за тоа. Мене не ме интересира попис дали направен и как. Мене ме интересира на каква методологија беше направен. И сега, методологијата што они ја објавуваат, дали таа се вклопи или точно беше имплементирана во направеното на попис, ја не верувам дека е така. Апсолутно е промаш. Затоа што јас повеќе од 4 пати сум видов и на терен како се спроведе тоа и значи имав пристап, видов и не може да. И сега ние исто. Нашата методологија што ја користиме сега покрај сат анализи, што нема ниту еден друг институт во регионот што ги користи ваква да кажеме методологија на анализи. А зошто? За да не бидеме ние како наблюдувачи или како гледачи, за да стане Македонија играч во тоа. И сега, што разликува добар институт од друг институт, сега полно да кажеме регионот и Македонија со многу организации што се работат, си прават проекти и се терат понатаму. Но не, ние до сега предвидуваме. Ние работиме за да знаеме што ќе дојде. Работиме за значи да не сме дел ние од некој процес што го гледаме, туку ние да го правиме тој процесот и да предупредуваме што ќе доаѓа и како треба да направиме. Сметавме дека тоа е многу битно да има вакво нешто. Сега и мислам дека резултатите зборуваат повеќе, значи колку што јас ќе опишувам, нашите резултати што се објавени на вебсајтот на институтот, дел од нив како краток ги објавуваме и на социјалните мрежи, мислам дека овие зборуваат далеко помногу отколку што можам јас да опишам. И се реални, ги следам, реални се, опипливи се, значи не се имагинарни, тоа што ги следам сите ваши истражувања таму, добри се, морам да признам. И со начинот како да реагираме, како би било добро ние да одиме понатамо и како да правиме. И сега, ние пак сме отворени, ако некој има спротивна, да кажеме, идеја или мислење, повелете, нека ја стави на маса, нека се дебатира. Да. Ние до сега правиме, секој месец ние имаме, дебата ја организираме, баш да го пласираме нашото, да кажеме, заклучоци или нашите резултати на маса, покануваме ние селата академската, да кажеме, општество, сите научно општество, сите и дипломатијата, и доаѓаат се дискутират. И до сега, окей, значи се што сме го кажале, се случува во свет. И добро е, кога говореше за пописот, само ќе се наврзаме на работа, последниот попис кој што беше спроведен во Република Македонија, сигурно ќе се согласите со мене, прво не ги содржи основите за да се направи еден попис. Пописот велат правила во светот се прави за резидентното население, она кое што во моментот е во државата. Зошто се прави тоа? Во втори или во трет план е припадноста национална. Зошто се прави тоа? За да се види нели планови за воиднина, каков развој ќе имаме, нели на што треба да обрнеме внимание, економија во кој дел. Да, и во време на ковид. Да, и они сега во време на ковид, и они сега прават попис. Попишуваат луѓе кои што не живеат во територија на Македонија долги години, не знаеме дали имаат дупли државјанства, не знаеме дали некош ќе се врати тој во Република Македонија и сега врз основа на такви лажни бројки ти треба да креираш иднина на едно општество. Значи лажни бројки се, на пример, да отидеме во некое село во Западна Македонија каде што на пописот се пишале 1500 до 2000 луѓе, фактичката состојба сега моментот е запалиме кола, нема да најдеме ни 20 луѓе таму. Тоа е, кажа, во старт направена политичка една одлука за да се смират одредени духови на коалиционите партнери на Зоран Заев тогаш за да може да опстане. И затоа треба да се дава на независни организации они да ги водат овие работи, затоа што веќе звени вака немаме веќе ни доверба во ништо што излегува. Еве гледате колку доверба во судство стана во Македонија. Гледај на пример како се вика специјален јавен обвинител го донесува од видот, значи тоа треба да биде ветинг со сосема друг концепт, како Албанија што го направи, и тука учествуваше и САД и Европската Унија да се создаде тоа. Не, тука измислевме нешто, направиме вака, еве завршил затвор.
Па сега на што личи? Па што очекувате некој да ви води специјално јавно обвинителство, прв човек на специјалното јавно обвинителство да е човек со 6,25 просек на факултет. Значи, на најниското, баш оно што го кажувавте вие преска, дека не се гледан квалитетот, во тој период имаше неколку луѓе, како што беа профилирани правници, кои што можеа би требаше да бидат први луѓе на специјалното јавно обвинителство, значи универзитетски професори типов што знам Калајџиев, Гордан и така натаму. Сите тоа беа тргнати на страна, поставена Катица Јанева, од нигде никаде видовме како заврши. Ама добар тандем беа со Заев очигледно. Во размислувањето тогаш. Да, ама гледате резултатот на тоа и луѓе заменуваат од држава и нема никој затоа што никој веќе нема доверба. Значи, навистина има ли некој што размислува во последиците од вакви акции на долгорочно што може да предизвикуваат да прават? Ја ви гарантирам едно нешто. Ако давате соодветна работа и со соодветно платано на било кој од држава без разлика на неговата етничка припадност, луѓето сакат да живеат убаво, да работат, да се одат на одмор, да се патуват, да се шетат и да се купат нешто убаво и да се враќаат дома. И не сакат повеќе. И да не мора се со врски да бркаат, за оде ми треба врска, за на лекар ми треба, за ваму таму. А проблемот со врските, тоа е убаво што го отворивте. Проблемот до врски, еве, не сме на, да кажеме, официјално интервју и така зборуваме. Јас во последните 10 пати кога отидов на било кој место да завршувам работа, секогаш ми кажуваат да, окей, ама јави некаде за да ургираш. Да. Зошто треба да се јавувам за да ургирам? Зошто не можам да одам директ и да завршувам работа? И тука има, значи, се вреди исто да се спомнува, дека има дел од приватниот сектор, што прави сопки, прави проблеми, и ви кажувам прост пример, со банките. Има приватни банки во Македонија, каде одите вие одите, и сега ја имам чест, затоа што бев дел од тимот што има работено овие реформи, например, во Централен регистар. И сега имам познавање на ова, и сега во Централен регистар вие одите, давате 15-20 документ за да добивате на крај едно што се вика решение или тековната состојба. Каде во тековната состојба автоматски кога иве отворите субјектот и се генерира дури жиросметка во банката што вие посакувате, значи кажувате сакам X таа банка, и они ви генерираат тоа и ти одварат сметката, вие одварат сметката и вие одите и работите. Денеска, покрај сите, еве, се труди министерот на Стефан Андоновски да например да создава некаков дигитална услуга, што тоа излегува со еден документ со нешто што се вика дигитален подпис на него со датум, со саат, вие одите во банка не ви го признават. Ма замислете што ви кажувам дека ви доаѓа на пример инвеститор во држава, оди во Централен регистар, ја завршува работа за 45 минути го има субјектот отворен, оди во банка не му го прифаќаат. Барат од него истата документација што не има поднесено во Централен регистар. И сега, на што бе личи ова? И сега не зборуваме тука на македонски банки, зборуваме за приватни странски банки во Македонија. Да. И сега, овие ги барат од глава, затоа што ако се враќаме ние до Народната банка, гледаме Народна банка, не даваше ваква наредба. Да кажеме дека влада не давале ваква наредба. Ма ја ги истражив тоа, влегов таму за видам што ја работева. Не, они само да се осигуруваат дека таа фирма не на некој не знам што, па барат вакви документи они само да бидат безбедни. Ама тие ти прават сега сопки за инвестициите и за многу други работи. Тоа добра работа која што треба да се смени многу брзо во Македонија. Добро се алоцирали, ја мислам дека сегде, нели, како велат, во оние држави кои што се квалитетни држави, кои што привлекуваат странски инвестиции, гледаат на што полесен начин да го донесе инвеститорот. Да нема вакви глупави работи. Ама сакам да кажам на кој ниво стигнаме, дека не само да бараме врска за државниот сектор, ние бараме врска и за приватниот сектор. Значи треба да го барам него, да го знае некој во банката за да може мене да ми заврши работа. На што личи? А во Македонија што велат се знаеме сите меѓу себе. Како викаат, мало е Скопје некој што ќе слушам и вика јави се кај некого во банката за да ти заврши некоја поголема работа. Значи, што сакам да кажам? Менталитетот тука кај нас стигна ниво, оно што се случува во државниот сектор, ајде сега да го пресликаме во приватниот сектор. А јас цело време зборувам затоа што приватно работам долго време, веќе 10-та година. Се што се случува во приватниот сектор во Македонија, во поглед на тоа кој како стига на некои позиции, треба ние да го пресликаме во државниот сектор. И да има јасно утврдени тестови на тоа кој може да извршува јавна функција.
Што значи достоинствено? Значи, кој е најдостоинствениот човек? Ако може тоа некако да се измери, дури може. Психотест би вовела, ти кажам искрено има пар луѓе кои што Ама апсолутно и психотест треба да се води. Значи да се види дали овој човек може да извршува таа јавна затоа што треба да биде во сервис на граѓаните, а не во личен сервис или во сервис на некој најблиско негово опкружување или роднини и пријатели. Не. Значи тој треба да биде во сервис на сите граѓани затоа што всушност тоа представува да бидеш државник. Да, човек кој што ја представува државата. Да, Истерија сигурно ќе се согласиш со мене на погрешно насадена работа овде на балканските простори, како вели, учи сине за да не работиш. Не за да работиш. Значи учи сине за да не работиш, да влезеш во некоја државна институција, клати врата на први нели плата, како викаат, а не со потенцијал да го направиш, и тоа нема се погрешна работа направена. Треба да биде учи сине за да работиш. Ма ќе се смени. Да, и јас мислам дека ќе се смени. Мислам дека е тоа последица на социјалистичко уредување, комунистички систем и полека мислам дека тоа се ова е на агендата на влада и владата ќе го смени тоа, ма работава дека тоа не се менува за една недела. Така е, не е преку ноќ. Ама нас треба првото нема, нели? Ние што сме луѓе од јавноста, прво нас треба тоа да го направиме како пример, да бидеме за сите останати, што вика раби за децата наши, чија сум на примерот, нели? Да, и затоа треба опозицијата да биде доволно јака, да може да седи на маса со владата, за да може да ги цртат овие линии, целите што сакат да достигнуваат до нив за 20 години, за да кога се случи некоја промена на власт, да не се враќаме пак да правиме од почеток. Така, токму ова ме натера да ви поставам уште едно прашање на двајцата, што сигурно што ќе ве интересира. Тоа е дали, што мислише прво Раби па после Стерио, што мислите дали со промената на власта во Република Македонија конечно имаме црвени линии во надворешната политика, знаеме до каде се може, до каде не се може. Што мислиш, Раби? Да, дефинитивно. Видите, ја мислам дека и само на социјалните мрежи, ако гледате што сум напишал ја до мај 2024, значи го кажувам мојот став, значи прво и пред се треба ние како државата. Цело време ние имаме тоа е една од работите, негативните работи. Еве збориме за позитивните работи, на негативни работи не сме зборени. Што мене не ми се допаѓа во Македонија, чувството дека сме мала држава, дека сме мали, дека сме слаби, дека не сме не знам што. Ја можам да ви наредувам 10 држави што се помали од Македонија, а 10 пати појаки од Македонија. Силата тука не се победува со сила или со големина, се победува со нешто, со три работи, сега мои мислење, со едно нешто што се вика итра. Итра, се вика to be мале на француски. Не знам, да бидеш не паметен, туку паметен со некоја итра, така да имате. Второто, така се најпсишен израз вака, лукав. Добро позиционирање, е третото креирање на левредж. Како се вика левредж на македонски? Еве властите не знаат. Се жалам. И сакав да кажам дека јас го користам leverage, ама немам да како итрата, ама токму затоа што го нема, ја намерно кажам македонскиот јазик и затоа не се употребува. Сега треба да ги има тие три, да кажеме corners или три столбови, за да може да се води одреден вид, да бидеме силни во одреден. И сега се додека немаме овие три работи, ние може да бидеме предмет на и сега не би го кажал како оцена, ама ќе ви стави некој во ќошик и ви диктира што треба да се направи. Да. И сега, во изминатите 7 години, и сега да се вратам и малце поназад, ние бевме ФИРОМ. Бевме поранешната република ФИРОМ. Поранешна Југословенска република Македонија. Тоа е долгиот име. Да. И имаше дел за промената на име што дојде на маса. И сега, ја памтам тогаш кои биле столбовите и тие што сакав исто да ви го ставам тоа прашање. Што ја дефинира државата? И Македонија, сега факт зборуваме. Да. Ние како држава, што имаме да продаваме? Што имаме озведен идентитет? Ништо немаме. Значи, ниту немаме ние НАСА индустри тука или нешто што земјоделие каде зависи светот, се тоа уништено. Систематски уништено. Да, ние имаме само идентитет. И сега ја да го одам да го давам единствена работа што мене ме разликува помеѓу сите другите држави заради лажни, тоа измама е. Кога одите вие да правите реклами, билборди, каде пишувате дека македонскиот јазик ќе станува официјален јазик во Европска Унија, ова се вика измама.
Кога вие пишувате дека ќе одите да се лечете бесплатно во странство, е ова измама. Лажете за да добиете нешто. Истото прашањето на референдумот. Значи, со поставен, мислам дека со дете со 5 години, ќе сконта како е. Дали сте да влезете во Европска унија со промената на значи, че многу глупо, извини вака ако го изразам, апсолутно, многу бан низок ниво. И сега, што очекувате? Добро, видовме како помина. Народот го свати работата, нема тука. Сакав да ви кажам сега, ако вие имате вакви параметри, што очекувате резултат да има? Да. И сега, ја не кажувам дека треба сега да декларираме војна ние против другите држави. Ама ние треба да имаме, знаете како, одведени црвени линии, а тие црвени линии треба да бидат чувани без разлика кој доаѓа на власт и утре индиците да дојдат на власт, гледајќи дека миграција се случува и сите се доаѓаат тука да работат, треба тие линиите црвени да се почитуваат. И да се црта линија, кажуваат така нашата граница. Тоа е. И сега, дали ќе седиш со мене тет ќе ми почитуваш и ќе можеме да работиме заедно или немаш намера да ми почитуваш. И тука зборувам главно за уставните измени и ставање во Бугарите во уставот во Македонија. Така да, навистина, треба малце. Тоа ние го немавме со прошлата влада. Ние стигнеме на еден ниво. Се уште имаме раби луѓе кои што седат во парламентот и кои што ги поддржуваат овие погубни политики од претходно што биле на Македонија. Надворешни. Тие се нешто онака како велат премиерот каже, вика, жално е што се уште во нашата политика има мекотели некои кои што дат уште во Бугарија го нема тоа моментот. Затоа постои избори. Да. Ке се прави избори и народот ќе се каже својот. Така. Ако и сега да беше вака, затоа што ја ме беше поставено тој прашање прошлата недела. Да. Што мислите сега да се направи избори? И сега кажа исто сега. Се направи избори. И сега и тие што очекуваат да добиват на пример поинаков резултат? Не, може само да паѓаат порано што го гледам и тие и алтернативата нивна левица и ДУ и тоа, значи не може да додат, нема кај додат. Нема што да понудат на граѓаните. Јас барем така мислам. Така да, ја ви кажувам, секој избор, секоја партија, секој тоа се има програма своја, се има туске, го продаваш, го кажуваш. Да. Продажбата на ова беше со бесплатно лечење во Европа, се што бесплатно, се што земани пари од тука, земани пари од таму, проект од тука, проект од таму, а нешто создавани, какви индустрии не направиме во Македонија? Как видите што не може да збори, до вчера беше на власт, што направи? Само фабрики за канабис ја гледаме што се случува со тоа. Ама сега јас сериозно зборувам, што направивме, што имаше еден проект успешен во држава што прави пари. Државата, било која држава на свет, треба да станува сервис провайдер. Значи, самата држава треба да знае, да се научи, да се креира свој приход и да не зависи само буџетот од даноците од вакви работи. Так. Во тие 7 години што сме создадели? Ако најдете нешто, кажете. Ништо. Јас на шала знам да кажам, едино викам Петре Шилегов, што успеа автобусот 57 да го стави во трговски центар кај Шодел, и тоа го направија со музика, со диџеј и така натаму. Маце користам, нели, смешки за да навистина, ако не е смешно, жално ќе биде она што го правеа. Стерио, што мислиш ти, имamo ли црвени линии конечно во надворешната политика, вака знаме до тука и нема мрдање повеќе? Во надворешната политика имаме црвени линии, да, ова што се случува моментално со нашиот источен сосед Бугарија, според мене е она тие што го бараат е неприфатливо, меѓутоа Европската унија вика дека она претходна влада го потпиша оној несреќен договор за добро соседство, пријателство или како да го наречам во Брисел и тие викаат сега го потпишаа во Брисел, не интересира кој сега треба да го спроведете. Ама како да го спроведеме ние сега тој договор? Еве јас како припадник на и председател на политичка партија и припадник на друга етничка заедница, одговорно кажувам јавно, значи без признавање на македонското национално малцинство или етничка заедница во Бугарија, не можеме, мора да биде тоа пат со двонасочна улица. Само и ова што го бараат бугарите, буквално викаат самоубите се, па дојдете бидете член на нашето друштво. Или па прво да се убијам, треба па да станам член на неговото друштво. Јас вака викам. Не можам да го разберам искрено. Нека ги признаат тогаш сите етнички заедници во Бугарија, па ќе правиме ние, ќе разговараме. Да, знаете, па ние имаме граѓански устав. Имате граѓански устав, а барате не граѓанска работа во држава која што ви е сосед. И се мешате во внатрешните работи на тоа плюс дополнително. Значи како е тоа нормално? Да, викаат дека има една анегдота, Милка Планинц, поранешен премиер на Југославија по смртта на Тито, била средба со Тодор Живков во Бугарија, на која што покренала прашањава за македонците во Бугарија, бидејќи тоа уште на висет се договарани со Ѓорги Димитров, вика добро, зашто не ги признаете македонците во Бугарија? Што е причината? И Тодор Живков рекол наводно, ако ги призна македонците,
Ако ги признам турците, ако ги признам власите и помаците, ќе нема бугари, вика. Тоа е муавето, така да историски по мене ќе бидам слободно да кажам дека бугарите се заглавени во една политика која што им е донесена од социјалистичката ера која беа многу блиски со Советскиот сојуз. И претходно. Да, ми ова им е рефлексија сега буквално на целата работа и заглавени се во еден стар неокомунизам со својата надворешна политика кој што не е добар за никого, јас барем мислам. Јас народите се окей, народите сме се окей, се сакаме. Моје мислење дека тие се заглавени во Сан Стефанска Бугарија, некои се Да, вековен таму сон. се Сан Стефанова, да. Тие Македонија ја гледаат како втора бугарска држава, комплетно погрешно. Оваа држава е сама по себе веќе држава доволно долго за да може да го изгради својот етнички национален идентитет. Так. И не само тоа. Значи, се додека не разберат дека ако тоа се вика право на реципроцитет и во животот генерално, не само во овие работи, се додека ти не ме признаеш мене, не можам ни јас тебе да те признам. Да. Значи она што го бараат е комплетно, дури јас во еден момент и со неколку странски дипломати сум имал разговори и сум лобирал и сум кажувал одговорно. Значи мора да се најде начин какво е тоа право еден за сите, сите за еден во Европската унија. Односно ајде сега ние 29 членки кои што се сега, мора сите да гласаат за нешто да се спроведе. Ама Значи, и не секогаш. Еве значи, Унгарија ја тргна еднаш канели прават некој значи еве да ја видиме вака работата. Значи за волјата на еден Да. нема да се спроведе волјата на другите 28. Или во случајов како што збориме, значи Бугарија вика не може тоа така да биде и сега 28 членки ќе трпат заради тоа што Бугарија не се согласува со тоа. Да. Како е тоа така? Да, треба некој работа да се сменат во секој случај, таму се согласувам со Барем тебе. треба да има некои бројки кои што на пример ќе се согласиме сите на маса и ќе дојдеме ќе речеме аха, окей, одреден број на држави гласаат за, другите не и да најдеме некое, мислам, разбирање измеѓу другите за да може овој конфликт кој што трае веќе доволно долго да се реши. Кој што при тоа ако ме прашувате мене и е дел, треба да биде дел од државната национална стратегија на Македонија. Интеграцијата во ние сме дел од Европа. Не знам како некој ќе ми каже Европска унија, па да, Европската унија е политичкото здружување на сето тоа. Европа како континент, ние сме природно дел од Европа, како Македонија и секогаш сме биле. И сега го збореше на последниот пат во Минхен, им го кажа. И сега вика вие да се интегрирате во Европа. Не, ние да се интегрираме во Европската унија и тоа е вековен сон и тоа е дел од државната национална стратегија која што при тоа и за тоа сакам да разговарам, значи една работа што можеби фали во моментот на Македонија е државна национална стратегија, која што мора и треба во најбрзо можно време да се изгради и да се направи. Од сите политички чинители, од сите луѓе во оваа држава кои што интелектуални да исчезне оној интелектуален молк, интелектуалците да се засегнат и да речат одговорноста за која што зборуваше Раби, дајте да бидеме одговорни луѓе, да седнеме сите на маса и да изготвиме државна национална стратегија која што ќе не води напред и доста сме заглавени во некои лавиринти каде што мораме да седнеме на маса и време е дојдено затоа што луѓето си одат и ние и мислам дека оваа влада прави добри чекори во таа насока, так, за да можеме да го најдеме патот, затоа што вака види, Стерио, многу ми е жал што има една група на македонци што не размислуваат вака како тебе. А треба сите вака да размислуваат и многу ми е жал што имам такви мои сограѓани кои што не размислуваат како тебе, што не се чувствуваат како своја држава. Време ово не гази, луѓе, многу убав мовет си правиме, ама уште едно прашање сакам на двајцата ви го поставам. Прво на Раби, па после на Стерио. Значи, каде е Македонија во моменталната ситуација во светот? Дали сме на вистинска страна? Дали Македонија конечно седи на иста маса со оние кои што одлучуваат во светот? Што мислиш? Еве, убаво ќе се искористам моментот и да коментирам на нешто што не го кажа. Сега еве зборуваме за Бугарија. Еве ќе ви кажувам јас некоја финта, некој начин на размислување што е поинаков. Зашто се карат со нас бугарите? Скарат со нас затоа што сакат да наметнуваат, да стават Бугарија или бугарите во уставот. Така? Што е нивната причина или што е нивниот наратив? Дека има 150.000 македонци што имаат извадено бугарскиот пасош. Нивниот наратив, има наратив тој надворешен, и има наратив тој што е внатре да те асимилира. Сакав да кажам, без разлика на тоа, кога се вратам да зборам за уставот, ја како би го решил? Ја би тргнав воопшто од уставот местото каде сакат они да бидат во него. Ако реченицата кажува, тоа е друг наратив, друг рефрейзинг на реченицата во устав. Но што да кажувам дека уставот на Македонија содржи
албанци, турци, власи, вакви што искрено е многу outdated, ја ги го правам исто како со американскиот устав. Се, Македонија држава кога се содржува македонските граѓани. Секој човек што се чувствува како македонски граѓани тоа. Ако ја го менувам тоа, тука го тргнам реченицата каде Бугарија сака да влезе во тоа. Предлагаш граѓански устав, ако добро те разбирам. Ама не би го викал граѓански. Да, сега, знаете како, затоа што во преводот многу работи се изгубуваат, се изгубат, ама сакам да кажам, една работа. Втората работа, јас во тие три работи, позиционирањето и креирањето на леверидж, како има држави во свет, еве што прават што сакат, никој не им може, иако се мали држави. Зошто? Затоа што стварале, реализирале одреден леверидж. Што ме фали мене да го реализирам овој леверидж, да го имам јас, и како што го користат другите држави против мене, јас да го користам против државата. Значи, ние да се вратам на делот на малцинствата и на тоа. Ние, ова треба стратегиски да се размислува како. Јас треба да искористам обратно. Колку, еве јас, ако имам власи, ајде да видам колку власи се во Бугарија, например, и во другите соседни држави. Колку албанци има во Бугарија и во другите држави. Колку, и од ова правам некоја стратешки инструмент што јас го користам на денеска ја да имам мој 4-5 градоначалници во овие места. Така јас треба да работам. И сега јас така ги гледам работите. И затоа кога ме прашувате за позицијата на Македонија како, ние сме во супер позиција, ама треба на тие три работи треба да работиме. И треба, ако ние не знаеме како, затоа што не е срамота, да кажам дека ја не знам, Саудиска Арабија, кога се случи некој криминал таму, убиства, и не знаат да го решават, се јавуваат на FBI во Америка, се пуштат тим таму 10 луѓе, им прават фактура, плаќат фактура, им го решат проблемот. Кога не знаеш, прашај. Албанија се заглави делот во осуство, затоа што тоа беше владењето на борба против корупција, владењето на право, добро владење на институциите, меѓу тие беше проблемот со довербата во осуството во Албанија. Што направиле? Викнале, ало Америка, помогнете. Дојде Америка, дојде Европа, без разлика сега што има во позадина, направено, не направено, платија сметка, се напредиле. Ние треба да искористиме оваа шанса обратно да правиме. И така ќе имаме ние леверидж, и во тој случај, како да е, ние сме во супер позиција сега, ама треба да се мислам дека треба да ги оставиме сите нашите, вакви да ги гледаме шансите таму и сите да ги искористиме. Затоа што доаѓа што е потешко понатаму. И затоа сега ќе биде потешко со ова што се случува. Со ова зборувам со Бугаријата и со тоа со Европската унија уште потешко ќе биде. А замисли да раби еден интересен момент, се случи еден феномен. Значи кога тргна Бугарија со оваа агресивна политика кон Македонија, кога ја поврати последниве години, негде од 6.000-7.000 луѓе што излегуваа на избори во Македонија, не е можеби точна бројка, кога имаше избори во Бугарија кога гласаа, бројкава се сведе на 70 луѓе сега, само 70 луѓе излегуваа да гласаат. Контраефект направија со тоа. Голем контраефект, значи, а народите се сакаат. Значи, ние имаме врски со Бугарија, со бугарскиот народ, со српскиот, измешани сме, живееме, се сакаме, ама политиката... Тука, кога одам таму, сега, пак таму делено на две групи, има група што се блиски, слични се до македонци, има друга група што малце така ги доживувам јас, и со имињата, и со habits, и со традициите што ги имат, ама народите не се мразат толку. И македонецот тешко мрази некој. Само сака да биде испочитуван. Значи, почитувај го и можеш очите да добиваш од него. Ако не го почитуваш и го тоа е нормално дека нема да те сака. Затоа ви кажам, убаво е се, а не треба да искористиме ова златна шанса, што по нашата diversity имам толку во земјите во околина, тие може да бидат на нас leverage за воеднината. Што меѓутоа, на добра страна ли сме на меѓународната политика? В последно време имаме ли меѓународна политика добра? Македонија како држава, дали конечно седиме на иста маса со пријателите. Имаше секакви реакции, нели, зашто сме дале поддршка на војната, зашто сме толку блиски со Соединените американски држави, некои работи кои што допред некој период им беа чудни, нели, сега веќе не се. Прво беше зошто не сме таму. Да. На таму се. Сега зошто сме на таму? Очигледно, значи ја не знам како нас ни одговара нешто или не ни одговара. Таа идеолошка криза, левицата не знаат што зборат. Јас би рекол они нема. Јас се водам по една работа. Активен неутралитет за мала држава е пораз. Да.
Значи не може да имаме ни акција неутралитет. Мора да сме на оваа или на таа страна. И моментално сметам дека сме на добрата страна. Сме на страната што ни дава поддршка, на страната што ја поддржа Македонија да стане независна држава, вложува, сака да ги развие економските капацитети, сака да ги развие демократските капацитети, што и тоа е случај со државата во последните години. Во исто време, на што сакам да се навратам е тоа што кај нас највеќе треба да се обрне внимание, ако јас се прашувам, на економските капацитети на државата. Да. Она што претходно го зборувавме, да стане Македонија еден хаб на давање на услуги од да се искористи, значи, овој умствен капацитет на луѓето што го поседуваат тука, што се образуваат, што сакаат да вложуваат, што сакаат да останат, и Македонија да прерасне, Скопје конкретно е веќе го земеме како град, и не само Скопје, тоа може да се дисперзира низ целата држава, да се искористи овој умствен капацитет на луѓето за странски фирми, компании, па и домашни компании да дојдат да вложуваат тука, а ние да го извезуваме тоа, за да може луѓето да почнат подобро да живеат. Значи целта на постоењето на една држава, на едно општество е да може луѓето да се чувствуваат добро во таа држава, да уживаат во животот кој што го живеат, значи да добијат позитивни промени во својот живот, да може да го истакнат. И реални, да почувствуваат реално дека живеат добро, дека не е само тоа се на хартија напишано. Материјално да може да го искористат сето тоа, да речам на еден начин наплатат сето тоа што тие го поседуваат во нив како квалитет. И на тој начин, и пред сега с интеграцијата, зашто сметам дека сме на добра страна, зашто интеграцијата во Европската унија јас ја гледам пред сега од економска страна. Значи, па и економска заедница се стана политичка во последно време. Она значи таа во својот фундаменталната вредност на Европската унија е економските капацитети. Таа баш како економска унија се формираше пред да се формира за Јаглен како беа 7 држави, нели се здружија. И сега таа оди во некои политички лавиринти од кои што нема излез, а место да дојде конечно да се фокусира на она што конкретно зашто беше практично формирана ова Европска унија. Видете, тие бюрократски приказни кои што случуваат во Брисел, ваќе се тешки за варење на сите луѓе, ама јас тоа го кажувам вака едно мое размислување дека општо кризата идеолошка во левицата во светот го создава ова во Европската унија што се случува и хаос. Значи се појавуваат некои неолиберали, нешто недефинирано, не знаеш дали е левичар, дали е десничар, па ултралевичари, нели некои, па ултрадесничари се појавуваат во Европа, па тоа е еден тежок калабалак, а се е на основа на правење на една економска организација која што не треба многу да биде политика. Како тргнала полеко оди, сега да не бидам критичар на Европската унија, не сум, ама полека како тргнала почнува да оди во воена организација да станува, нели? Сега Европа се преструктурира, купува оружје многу во периодов. Зашто? Ако се економска заедница, нели? Да, ама видите, нешто сакав да кажам, еве битно тука во делот на тоа. Еве, гледај ние што правиме сега. Ние, како што реков, ние треба да правиме нашето домашно, да се правиме нашето место убаво. Толку убаво и функционален, они само да ме викате, да ми кажеш, јас сакам да бидеш дел од мене. Затоа што ние, како што сме вака, освен идентитет, ние нема што да се учествуваме во Европска унија. И затоа ние сега се фокусираме на коридорите. Коридорите да се градат. Ја ќе ви кажам еден безбедносен аспект од тоа, бидејќи таа што моја е повеќе експертиза отколку политиката, не ја разбирам што се случи во Брисел, ама разбирам дека ние многу битно треба да завршиме работа со коридориве, многу битно треба да завршиме работа со транспорт. Ова вмрежување што ние го правиме со делот на Open Balkan, на Отворен Балкан, тоа е многу битно со другите соседи. Замислија ти од страна на мобилизација на НАТО и опрема, например, од Албанија до Бугарија. Да, размислија од таа страна. Знаеш, ако има дупка во средина, нема на време да стигнеш од тука на тука. Делот на НАТО е зошто битно НАТО во процесот на евроинтеграција, како го викат. Јас и тоа го зборев, тоа не во смисол луѓето гледат слојот само на члениот 5, сите се одбранат едно со друго, и гледат делот што е за безбедноста на инвестиција, ама ти гледај од другата страна, гледај intelligence sharing со другите држави. Не ти треба посебна дозвола за да имаш аксес до сателитите за одредни информации. Видите си дел веќе од тоа што се вика Cyber Shield, што штити македонските институции Македонија од вакви напади што може во било кој да се вклучи. Делот на надворешната политика еве може да гледаме дека не сме како на пример пред 6-7 години кога ние стануваме од Сабајли, првата работа што ја направиме е осудуваме одма Русија и креиравме безпотребен чувство. Еве денеска за делот за неутралноста. Ете ти седиш со Америка, ама не си ја напагел Русија.
И тоа е балансот што треба да го имаш, а не да стануваш са бајле и да ставаш ти санкции на Никарагуа, ако памтите, или сега да не Или станува опозицијата денеска уште руски свет, мислам. Значи, Кај повеќе има тоа руски дезинформација, вакви повеќе има во Бугарија отколку има тука во Македонија. Апсолутно се слушам. Тоа Тие пара република да бидат така да советска ви кажам, народна. целата ова домашно нашето што ние го правиме, за жал не може да се разбере секој ден што е придобивката на тоа. Ама еве за 5 години, за 4 години ќе стана јасно. Ќе стана јасно кога и не дај Боже да има војна. Не дај Боже еве да има како кризите што ги има. Што ќе правиме со движењето на стока, кога имаш веќе поставено таа мрежа, имаш поголема и појака резилиенс во моменти кога има кризи како кризите на пример сега моменталното и другите. Затоа ви кажам. Така. Полека тоа се прави и се стигнува до тоа. Тоа ни дава мотив повторно викнам во некоја моја емисија. Јас мислам дека само еден дел денес отворивме од разговорите, ама времето не згази. Морам да ви кажам искрено ното на душата дека многу во муавет се направив со вас двајцата. Се надам дека на гледачите многу ќе им се допадне. Уште еднаш да ви се заблагодарам што бевте гости вечерва во студиото. Тебе, Стерио, можам да ти кажам дека си добар наследник на твојот татко, кој што беше многу близок пријател. Исто говориш, исто изгледаш с истиот жар, збориш како чичко мите, што беше. Тебе, Раби, можам да ти кажам дека ми беше особено драго што си гостин овде и дека камо сега да има повеќе луѓе како тебе што размислуваат. Ви посакувам пред се многу здрави успех во приватниот живот, тоа е најбитно. Да се гледаме повторно во некој издание на Проверитас, каде што ќе продолжиме онаму каде што застанавме со овој вечерешен наш разговор. И благодарам. Следнаш, почитувани гледачи, тоа беше најновото издание на Проверитас. Се надевам дека уживавте вие исто како јас. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.